со кои се содржини може да се занимаваат децата кои што не се заминати на зимување во текот на зимскиот распуст. На оваа тема ќе ни зборува господинот Бојан Бојковски, советник во општина Битола и заменик градоначалник. Добар ден, Бојан, добре ни дојде. Добар ден, поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија. Значи, во текот на зимскиот распуст, активности кои што ги нуди општина Битола за најмладите, кои што се на распуст, е секако прва и единствена атракција во овој дел на Македонија е лизгалиштето кој што поставено на плоштадот Магнолија, каде што во текот на целиот зимски распуст и до крајот на февруари ќе имаат можност да лизгаат, а цените кои што ги нуди лизгалиштето се промотивни. За индивидуалци е 100 денари, додека за организирани групи по цена од 50 денари за еден час. И навистина во текот на деновите преполно е лизгалиштето. До сега, а до овој период скоро 10.000 лизгачи прими тоа лизгалиште кои што доаѓаат не само од општина Битола, односно од целата држава, па така и сретуваме и гости од Куманово, од Скопје, од соседна Грција, Прилеп се тука редовни наши гости и Охрид. Битола и битолчани на некој начин се и привилегирани, заради тоа што ја имаме една од најпосакуваните воздушни бањи, Баба планина и врвот Пелистер. Ги имаме и прекрасните скијачки терени. Така, скијачките терени кои што се на Нижополе и на Копанки, односно Пелистер, нудат едно навистина незаборавно искуство за сите скијачи кои што сакаат и да дојдат да го посетат овие два скијачки центри. Се работи за едниот скијачки центар има ски стази од прилика 2 км, додека скијачкиот центар Копанки скоро повеќе од 1 км скијачки стази, каде што можат да уживаат сите посетители. Се разбира, дел од стазите кои што се нудат тука се и за почетници, односно за најмладите, каде што ги прават првите чекори во скијањето, односно оние први движења кои што се прават во рамките на скијањето. Битола го има и првиот театар во Македонија, има многу развиена театарска, меѓутоа и кинокултура. Така, театарот и киното културата, односно културата во градот е навистина на големо и високо ниво, па така и во текот на зимскиот распуст младите ќе можат да уживаат и во проекциите на киното Манаки, една нова институција, односно културниот информативен центар, каде што се проектираат филмови за најмладите, односно за децата кои што се на распуст. Токму така да, знаеме дека општина Битола многу работеше на инфраструктурата, меѓутоа и на уредувањето на спортско-рекреативни катчиња. Има многу содржини за деца и во спортската сала Боро Чурлевски. Така, во спортската сала Боро Чурлевски после долги години, бидејќи тоа кугланата која што беше направена, не беше отворена за останатите посетители, односно за граѓаните, таму имаа можност само да рекреираат професионалците, па така во 2024 година се отвори и кугланата, која што е една од најмодерните во државата. Се отвори за сите посетители рекреативно и секој ден има таму рекреативци кои играат и тренираат дел, а сега тука во спортската сала Боро Чурлевски е вратено и пинг-понгарството во градот, каде што имаат можност на младите да играат пинг-понг. Имаме и одлична стаза за рекреативците. За рекреативците во текот на 2024 година, годината која што измина, е комплетно реновирана и пробиена нова стаза, односно тоа е Тумбекафе Смолево, познатата градска стаза која што викаат битолчани, каде што имаат можност од најмладите до највозрастните секојдневно да рекреираат, каде што е поставена една фитнес зона на врвот од, да речем, малата планина Тумбекафе, каде што на фитнес зоната секојдневно има голем број на посетители и уживаат во прекрасниот поглед на Битола и Пелагонија. Имаме и Битолската зоолошка градина, каде што децата уште од најрана возраст може да се запознаат со домашните, меѓутоа и со екзотичните животни. Дали нешто ново се подготвува кога станува збор за зоолошката градина? Така, зоолошката градина е една од после Скопје, Битолската зоолошка е втора зоолошка градина во овој дел на Македонија и да речеме една атракција согласно оние животни кои што ги има. Таму се наоѓаат домашни животни и оние екзотични диви животни каде што можат да го видат лавот, тигарот, мечката и голем број на животни. Се разбира дека како локална самоуправа ќе се трудиме наредната година дел од живелиштата да бидат возобновени, бидејќи уште во далечната 2012 година веќе е подготвена техничка документација за комплетно реновирање на целата зоолошка градина,
со мала иницијатива од страна на сегашното раководство директорот со возобнување на тие проекти, градежни дозволи, ревидирање на цените, се разбира дека ќе може да се реновираат и дел од живелиштата кои што сега не се реновирани. Да, директорот на Зоолошката градина чинам дека веќе најави и пролетно дружење, јавање на кончињата пони и еве за крај ќе ја споменеме и Битолската библиотека, иако е период на зимски распуст, сепак битолчанчињата сакаат многу да читаат литература. Така, Националната установа Свети Климент Охридски, библиотеката во Битола, е една од најдобрите, да речем, во нашата држава, бидејќи има обемен број на книги кои што можат да ги изнајмуваат, да читаат таму дел од најмладите во текот на зимскиот распуст, како што ние правевме кога се спремавме за второто полугодие. Па така, оние кои што сакаат да читаат имаат можност да бидат таму, оние кои што сакаат најмладите можат да дојдат на кино, дел да рекреираат на спортските терени на Пелистер, дел да рекреираат во спортската сала Боро Чурлевски. Токму така, Бојан, да, чинам дека Битола вистина изобилува со содржини за спорт, рекреација, меѓутоа култура и дружење, така да ете на дечињата во текот на зимскиот распуст нема воопшто да им биде досадно, туку напротив ќе имаат можност да си го наполнат и ревитализираат духот за да ја продолжат учебната година. Така е, ги поканувам сите родители од целата држава кои што сакаат да уживаат некој викенд во Битола во текот на зимскиот распуст, да ја посетат Битола, бидејќи Битола нуди навистина голем број на содржини за сите вкусови. Благодарам многу. Да, почитувани колеги, ве слушнавме за тоа што се нуди во Битола и еве еден предлог од господинот Бојковски, меѓутоа и од мене, да ни повелат сите кои што не биле досега во Битола на некој викенд уживање.